Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Кандидатката на опозицијата Гордана Силјановска треба да се извини за навредите кон Пендаровски и Ковачевски. Во недостаток на план и програма, Силјановска е целосно во матрицата на ДПМНЕ и упатува навреди кон Пендаровски и Ковачевски. Личните дискредитации за прекари со женски род, навредите за интелектуалните капацитети искажани од Силјановска, не доликуваат ниту на професор, ниту на политичар. Каков е тој професор кој ги навредува студентите? Каков е тој политичар кој наместо да представи идеи, навредува неистомисленици, а со тоа ги навредува и граѓаните? Митинзите се за представување на визијата, понудата пред граѓаните, а не за навреди и лични дискредитации. Паника од пораз на изборите, немање план, немање визија, не се оправдување. Затоа Силјановска треба да се извини. Почитувани, ова е уште една потврда дека ништо не е променето во ДПМНЕ. Тоа е истата режимска партија која се е раздор, навреди, омаловажувања и закани кон неистомислениците. Граѓаните знаат дека ДПМНЕ и Силјановска наместо иднина им нудат враќање во минатото и изолација и затоа ќе ги казнат на изборите. Граѓаните ќе изберат проевропски председател Стево Пендаровски, кој заедно со проевропската влада формирана од СДСМ ќе ја внесе земјата во Европската унија. Ви благодарам.